По 5 години истражување, обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција соопшти дека немало сомнежи за кривичното дело злоупотреба на службената положба за градењето на 19 модуларни болници за време на ковид кризата. Роднините на загинатите бараат одговорности од поранишниот министер за здравство Венко Филипче и од поранишниот вице-премиер Кочо Ангјушев, собственик на Брако. Оваа истрага во 2021-та ја отвори обвинителката Вилма Русковска. Во 2021 година по пожарот во Тетово, кога изгореа 14 лица. Центарот за управување со кризи денеска до 13 часот регистрирал вкупно 12 пожари на отворен простор, од кои 8 се уште се активни. Погледнете го на новото интервју со Стојанче Ангелов на нашиот зајд. И на обвинетиот во Пулс, Шабан Салиу, му најдоа нова фотелја. Тој ќе биде национален координатор за следење на стратегијата за инклузија на ромите. Студентскиот дом Пелагонија купил кујна од 23.000 евра, а никаде ја нема. Набавувал храна по изгор цена. Невоспоставени внатрешни контроли, слабости во јавните набавки преку набавки по цени повисоки од пазарните и набавки без оправданост, како и исплати без соодветна документација се утврдени во работењето на Државниот студентски дом Пелагонија Скопје, што предизвикува несоодветно користење на јавните средства, информираше Државниот завод за ревизија. Ревизорите особено се осврнале на набавките на леп. Во 2023 година се договорила цена за килограм леп, ама потоа, по таа цена се фактурирала како да е за парче леп. Бивш директор од Прилепскиот тутунски комбинат заедно со вработени незаконски продавале отпад. Добија кривични пријави од МВР. Го оштетиле буџетот на комбинатот за над 3,3 милиони денари. За 5 месеци на патарините се наплатени 31 милион евра. Синдикалната кошница порасна на 68.675 денари. Со кирија, семејните трошоци надминаа 84.000 денари. Државните ревизори ќе соработуваат со Министерството за финансии за поефикасна заштита на народните пари. Тинек се одјавува, а рафтовите се празнат. Муцунски ги најави трите приоритети на амбасадорскиот совет. Нова држава се создава во срцето на Тирана. Бектешкиот Ватикан ќе има пасош, валута и своји амбасадори. Од светските случувања денес. Руски балистички ракети убија 12 луѓе во Киев. Утре е прогласен ден на жалост во украинската престолнина. Страшно невреме во Германија. Торнадо корнеше дрвја и покриви. Загина една жена. Рудник за злато се урна во Централно-Африканската република. Загинаа над 100 луѓе. Дали Турција е следната мета на Нетањаху? Во вторникот, израелските воени авиони бомбардираа база во северна Сирија, на кратко растојание од турската граница. Во пресред на изборите закажани за 27 октомври, кампањата на Нетањаху постави билборди со фотографии на неколку светски лидери, меѓу кои и Ердоган, со пораката: тие сакаат Нетањаху да загуби. Португалија забрани носење бурки на јавни места. Казните се до 3.000 евра. Европол и Обединетите нации предупредуваат дека криминалните мрежи за нелегален отпад се почесто ги таргетираат земјите каде што има помали казни. Америка крие тела на 4 вида вонземјани, тврди научник што работел програма на Пентагон за НЛО.
Веле дека видел докази од ИСАД кријат тела на припадници на 4 различни вонземски раси, пронајдени во летала што се урнале на земјата. Откриена е најбрзата звезда во Млечниот пат. Се движи со брзина од 25.000 км во секунда. Потресно сведоштво за бомбардирањето на Југославија на тенисерот Новак Ѓоковиќ. Видов авион како фрла бомби врз болница. Беше како хорор. Во документарецот, кој од денеска може да се погледне на платформата Prime Video, тој зборуваше за најтешките моменти од своето детство. Бомбардирањето на Југославија од страна на НАТО во 1999 година. Толку од мене, многу повеќе вести во секое време ќе најдете на slobodnpečat.bk. Се читаме.